слушатели, добро вечер. Следуваат содржините кои ги подготвивме за овој голем празничен ден посветен на меѓусебното простување. Штип се подготвува за излевање на реката Брегалница низ населбите каде што поминува. Денес е Прочка, празник кој во секој дел од Македонија се одбележува на различни начини, а од утре почнуваат постите. Со средства собрани од верниците, целосно ќе се реновира манастирот Свети Јован Опсечен во село Горни Подлог. Штип се подготвува за излевање на реката Брегалница низ населбите каде што поминува реката. Во населбата Ново село се прават насипи со вреки наполнети со песок, со цел да се заштитат куќите од можни поплави во текот на вечерните часови и утре, бидејќи се најавуваат нови врнежи од дожд. Обилните врнежи си го направија своето. Изминативе неколку денови нивото на водите на брана Калиманци и река Брегалница се покачени, како што најавија од управата за хидрометеоролошки работи, дека и следниве 2 дена ќе има обилни врнежи од дожд. Можно е излевање. Штип веќе се подготвува за излевање на реката Брегалница низ населбите каде што поминува. Се прават насипи со вреки наполнети со песок и во населбата Ново село, со цел да се заштитат куќите од можни поплави во текот на вечерните часови и утре. А денес градоначалникот на општина Чешиново Блешево Костадин Личков направи обиколка на сите критични места каде веќе се спроведуваат и одредени мерки. Значи моментално се работи на Кочовска река, каде таму се санираат сите можни пропусти. Веќе има чува не на патот кај Теранци, потоа има захват на патот Печевик, пошто и таму кај има проено локален пат, кој што забранува на некој начин од река Брегалница да набегуваат по населеното место. Потоа имаме запрено на водите канал кај Чечиново, за да не навлезе од нивите во населено место Чечиново. И има механизација на Злетовска река кај село Лелевци. Состојбата се следи будно и се очекува стабилизирање, истакна Личков. Од Македонија пат ги расчистија исфлечиштата на патниот правец Кочани Делчево. Поради врнежите од дожд и можноста од повторно активирање на сфлечиштата од превентивни причини, патниот правец Кочани Делчево останува затворен за сообраќај. Сообраќајот е пренасочен преку Виница Смојмирово Делчево. Денес е Прочка, празник кој во секој дел од Македонија се одбележува на различни начини, а од утре почнуваат 40-дневните пости за најголемиот христијански празник Велик ден. Позитивноста од постот произлегува од јакнењето на духот и на менталниот склоп на човекот со секојдневен тренинг да се возражи од предизвиците на обилна и мрсна храна. Сепак, освен постењето со посебна храна, важен е и духовниот пост. За време на великденските пости, покрај вообичаените консумирања храна од растително потекло, житарици, зеленчук и увошје, постојат и одредени карактеристики за правилно одржување на организмот за време на постот. Лекарите препорачуваат при определувањето на телесниот пост треба многу да се внимава. Принцип, постењето може да оди во два правца, да ја подобриме или да ја влошиме здравствената состојба логични. Оние кои ќе успеат да останат на разноврсна исхрана, значи на исхрана во која ќе има и јаглен-хидрати, и масти, и протеини доволно, тие ќе успеат дури можеби ако внесуваат заради постењето помалку калории и да излезат со подобра здравствена состојба. Оние пак кои постењето ќе го поминат во еднолична исхрана богата со многу со јаглено, со шеќери, со јаглено-хидрати, тие можат тоа е ризик за нивното здравје и може да излезат со штета. Доколку ги вклопиме основните правила за здрава исхрана и живот за време на постот, може да зборуваме за позитивен ефект, што се однесува до постењето на хронично болните лица. Лекарите велат дека постењето и здравствената ситуација се две паралелни страни, затоа не е многу препорачливо постењето на овие лица.
Дали луѓето кои земаат лекови и хронични болни треба да постат? По мене не треба да постат, меѓутоа за по мои сознание и црквата вели така, значи постењето не важи за оние кои се болни и за патниците, не е нарушување на постот ако тие не постат, така да сметам дека тие не треба да постат. Меѓутоа, кога е во прашање верување, религија, тука не можеме да ги спречеме нашите пациенти и сограѓани, тогаш ако мора да постат, нека направат контроли и да се советуваат какво им е здравјето, што е да внимаваат на здравјето, да не го нарушат со постењето. Позитивноста од постот произлегува од јакнењето на духот и на менталниот склоп на човекот со секојдневен тренинг да се воздржи од предизвиците на прекумерена и неквалитетна храна. Сепак, освен постењето со посебна храна, важен е духовниот пост. По пат на електронска аукција на оној кој ќе ја даде најповолната понуда, утре ќе му биде доделена концесијата за експлоатација на минералните суровини на просторот на кој работат рудниците за олово и цинк Злетово и Тораница, кои се надвор од производна функција од крајот на месец септември 2015 година. Но поради обилните врнежи, критична е состојбата во пробиштипскиот рудник Злетово. Јамите на рудникот се полни со вода, се прават брани во самите јами. Во текот на 24 часа за безбедноста на јамите се грижи екипа од 60 луѓе. Предвидените поинтензивни врнежи може да предизвикаат поголеми проблеми кои ќе причинат потреба од многу време за рудникот да се доведе во работна состојба. Со средства собрани од верниците, целосно ќе се реновира манастирот Свети Јован Опсечен во село Горни Подлог. Целосно ќе биде сменета внатрешноста на црквата, подот со подно грејење и ќе се гледува и целата црква. Манастирот ќе добие и нов иконостас и фрески, а ќе се уредува и дворот на црквата. Манастирот Свети Јован Опсечен во село Горни Подлог целосно ќе се реновира. Изграден е многу одамна и поради оштетувањата се создава преголема влага во неговата внатрешност. Затоа верниците, членови на црковниот одбор, заедно со собствениците на локалните фирми, одлучиле целосно да го реновираат. Ја реновираме внатрешноста на црквата, подот комплет го реновиравме, сега ќе поставуваме мермер, подно грејење сакаме да поставиме, да се изгледува црквата со цртање на нов иконостас од надворешната страна на црквата, ја изолиравме сета влага која што ја имаше со поставување на дренажни цевки околу неа и имаше внатре столбови кои што беа на средината на црквата, сега тие столбови ги отстранивме така да црквата има поголема прегледност и се надеваме до Великден црквата да ни биде во најдобро издание. Инаку, црквата има и крстилница која е во функција каде што се крштеваат многу дечиња. Исто така располага и со соодветна кујна која е подготвена да ги прими сите верници кои во голем број доаѓаат на празникот на 11 септември. Нападниот правец Делчево-Берово кај село Нов Истемник поради сличиште сообраќајот се одвива по една коловозна лента во должина од 5 до 6 метри. На самото место поставена е соодветна сообраќајна сигнализација. Екипите на јавното претпријатие Македонија пат работат на расчистување на коловозот. Од 10 март 2016 година од 17 часот општинскиот пат село Долни Подлог, село Облишево пред Кочанска река е во прекин поради прокопан коловоз и е направен канал за одводнување на надојдена атмосферска вода од врнежи на дожд. Од 10 март напладне на регионалниот пат Берово-Виница, кај местноста викана Обозна, поради одрон на камења, сообраќајот се одвива наизменично по една коловозна лента. Големи одрони на патот Кочани Делџево близу Истибања целосно го блокираа сообраќајот на овој патен правец. Јавното претпријатие Македонија пат ги расчисти одроните, но заради опасност од нови одрони, оваа делница и понатаму е затворена за сообраќај кој е пренасочен преку Виница и Смојмирово. Со вестите кои следуваат посветени на важните настани кои одбележаа неделата што измина, првично се осврнуваме токму на првиот ден од паѓањето на одроните на овој патен правец, каде екипа на Канал Плюс телевизија беше на местото на настанот. Огромни
карпи се распаѓаат како кула од карти на магистралниот пат Кочани-Македонска Каменица. Ризикот демне на секој чекор од овој пат кој од пладневните часови повторно е во прекин за сообраќање на возилата. Опасноста им виси на глава и на екипите на Македонија пат, кои со расположивата механизација и технологија се речиси немоќни пред силата на природата. Вака затворење веќе 1 час. Беше првиот одрон паднат, поголема количина на камења на одрни имаше, ги изчистивме и мислевме да го пуштиме патот, но меѓувремено пак паднаа поголеми камења кои веќе огромни се. За нашата машина не може да ги поместува. Така? И од тие причини и за безбедност на машината, како и за учесниците во сообраќајот, решивме да прекинеме со работа, од причина што целото брдо рит веќе клиза. Како и самите видовте што се случи сега, продолжува да паѓа одруни. Утре сабале треба да донесеме механизација, клюкач, багер и водожиоч за да го изчистиме одрон. Но дали ќе се дозволи патот да се пушти во употреба во сообраќај, ќе зависи од инспекторот по сообраќај. Излезот кон крајниот исток се пренасочуваше преку Виница и Берово, но дали ова засега останува како привремено или трајно решение? Веќе има распишано тендер за реконструкција на овој патен правец. Веќе избран изведувачот, тоа е Гранит. Мислам дека е воведен во работа и кај да е овие денови или за некоја недела ќе се почне со реконструкција на самиот патен правец. Обилните врнежи од дожд ги наполнија и реките Брегалница и Осојница, но засега излевање има само кај сепарацијата на Пелагонија. Останатите водотеци го следат својот терк, но до кога ќе се види вечерва најдоцна до утре. Надлежните го следат водостојот, но оптимистички не стравуваат од повторување на ланските поплави. Продолжуваме со настаните кои одбележаа неделата зад нас. Со богата програма Штип им отдаде почит на своите сограѓани евреи, кои пред 73 години беа депортирани и убиени во логорот Треблинка. Уште еднаш Штип и штипјани се потсетија на еден трагичен и грозоморен настан во историјата на градот, од каде пред 73 години беа депортирани 535 евреи во логорот Треблинка. И покрај тоа што во Штип денес не живее ниту еден евреин, тие оставиле неизбришлива трага со нивната традиција и култура, истакна градоначалникот Захариев. И верувајте, ден денеска нивниот дух е овде. Штипските евреи оставиле голема трага во делот на економијата, трговијата, музиката, на семејните вредности, а штипските евреи оставиле трага во делот на здравствената дејност и ние како општина Штип мораме да ги чуваме тие вредности, така да споменикот на евреите го одржуваме, ги обновивме еврејските гробишта, го направивме патот до еврејскиот гробишта и мора да кажам дека мојата идеја да направиме музеј на евреите во Штип ќе се реализира. Дали тоа ќе биде во мојот мандат или нешто подоцна, али тоа мораме да го направиме. Одбележувањето на денот на депортацијата на штипските евреи го потврдува фактот дека овие два народи ја продолбочуваат меѓусебната соработка. Еврејскиот народ кој живееше во Штип успостави еден мост помеѓу државата Израел и државата Македонија. Се поприсутно е све појако и поцврсто пријателство на тие две држави. Ние, евреите од Македонија, сакаме тоа да продолжи. На комеморацијата присуствуваше и амбасадорот на Израел во Македонија, неговата екселенција Дан Оријан. Ова е втора негова посета на општина Штип по потпишувањето на меморандумот за соработка, со кој беа предвидени да се реализираат повеќе проекти. Се надевам дека во блиска иднина ќе имаме можност и ние како држава Израел да ги исполниме превземените обврски, а тоа е да посадиме дрва во близината на еврејските гробишта и секое дрво да представува еден депортиран и убиен евреин, а секако дека и ќе донесеме и експерти кои што ќе помогнат во конзервација, репарација и реставрација на еврејски. Единствената врска помеѓу преживеаните евреи и иднината се младите генерации кои ја пишуваат историјата за едноминато и трагично време. Ние представуваме нова генерација која што е мост токму помеѓу преживеаните и новите генерации. Значи, од нашето прераскажување ќе зависи и нашата иднина, ќе зависи иднината на градот Штип, на сите градови во Македонија и секако мирот во нашата земја. Студентите заедно со средношколците ќе се потсетат на
дел од она кој што всушност треба да представува потсетување за можеби еден од најозлогласените и најтрогателните настани случаи во историјата, тоа е уништувањето на еден цел народ. Во Штип денес ониза настани се одбележа 73 годишнината од депортацијата на штипските евреи во логорите на смртта во Треблинка. По тој повод беа одржани пригодни говори и беа положени свежи цвеќиња на споменикот на загинетите евреи. Во понеделникот председателот на ВМРО ДПМН беше во посета на Делчево. Средба со делчевчани на почетокот на неделата имаше и подпредседателката на СДСМ. Во тек се градежните работи за рехабилитација на регионалниот пат Делчево-Голак, патен правец во должина од 10,5 километри, кој ќе биде широк 4,5 метри со вредност од 1,3 милиони евра. За текот на градежните работи на оваа делница денес лично се увери и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој освен реализацијата на овој проект ја најави инвестицијата во подобрување на услови за скијачки центар на планината Голак. Посебно што акционерското друштво во државна собственост МЕФСО планира најпрви ова лето да почне градба на скијачки центар во Берово, а некаде следното лето, односно следната година, да гради овдека во Голак, исто така скијачки центар. Не се сеќавам точно колку беа инвестициите, но од сеќавање памтам дека беа помеѓу 3-4 милиони евра и во Берово, и овде во Делчевско на Голак, во скијачки центри, така што патот заедно со скијачкиот центар ќе станат атрактивни и за некој да го земе од моралиштето, да го купи и да го уреди, а сето тоа пак ќе помогне за развој на туризмот и на луѓето што живеат во овој регион, но и пошироко. Денешната посета на Делчево, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја искористи да изврши увити во градежните работи за доградба на детската градинка Весели цветови, за чија доградба преку Светска банка и буџетот на општината се инвестираат на 21 милион денари. Очекуваме за месец до 2 да биде завршена и од септември да ги прими децата, ќе прими 100 деца дополнителни. Сега преполне капацитетот на моменталната градинка, така што толку има практично деца кои што се на листа на чекање да бидат примени во градинка. Селата Град и Вирч исто така беа на агендата на председателот на ВМРО ДПМН, села каде што заврши изградбата на локалниот пат Стамер, град Вирче во должина од 3,2 километри со инвестиција вредна 21 милион денари. Во овие две населени места во тек инвестиција на канализација, која што инвестиција преку Министерството за транспорт, и во селото Винче и во град при крај изградбата на канализацијата. Тоа е многу значаен проект за нив. А исто така ќе биде асфалтиран патот после завршувањето на канализацијата и плюс ќе им биде изграден уште по еден пат. Посетата на Делчево ја заврши со посета на фирмата Рудине, која е еден од најголемите корисници на ИПАРД програмата во Македонија. Компанијата е во фаза на обнова на својата опрема и затоа има искористено доста средства од ИПАРД програмата, која што овозможува ова влада, така што ми кажаа дека досега на 2 пати искористиле средства. Тие се најголем, како што кажа собственикот, тие се најголем контрибутор, значи искористувач на средства од ИПАРД програмата, а сега веќе планираат трет проект со кој што ќе инвестираат во својата компанија, каде што ќе имаат поддршка од ИПАРД програмата. Во рамки на посетата на Делчево, председателот на ВМРО ДПМН се осврна на проектот Македонија вработува, преку кој од неговиот почеток до сега во Македонија се вработени 22.400 лица. Во рамки на посетата на Делчево, Груевски исто така се осврна на проектите кои ќе бидат наменети за младите лица во Македонија, преку кој очекува во наредните 2 години во градежништвото да влезат 40 милиони евра. Со превентивни очни прегледи во Штип се одбележа неделата на глаукомот. Станува збор за дегенеративно заболување на очниот нерв. Лекарите со совет за редовни прегледи. Глаукомот е тешка и подмолна болест на очите која на почетокот нема изразени симптоми кои може да предизвикаат сомнешке луѓето да се јават на лекар. Оваа болест го оштетува очниот нерв и видното поле и доколку не се лекува навреме, сигурно води кон слепило. Единствен начин глаукомот да се открие е со мерење на очен притисок. Мерењето на притисок сега е безболна работа, имаме најсовремен бесконтактен тонометар, 1 секунда е и
На тај начин ќе можеме да полесно да откриеме покачен очен притисок на нашите пациенти, што е предуслов да може да имат и глуком. Но морам да потенцирам, секој с голем ночен притисок не значи дека имаме и глуком. За да имаме глуком треба да имаме оштетување на видното поле, оштетување на ночниот нерв и треба да имаме оштетување на ретиналниот неурофибриларен слој. Заради тоа, со покачениот очен притисок само ни е сигнал на нас очните лекари да ги направиме деталните испитувања на пациентите на нашето очно поделение. Нормалната граница во која треба да се движи очниот притисок е 20 мм живин столб. Секое покачување над оваа граница подлежи на понатамошни подлабински испитувања. Покачувањето на очниот притисок не значи и глауком, затоа офталмолозите советуваат редовни контроли. Една секунда е и на тај начин ќе можеме да полесно да откриеме покачен очен притисок на нашите пациенти, што е предуслов да може да имат и глуком. Колку пати треба пациентите да вршат контроли за да видат дали имаат очен притисок? Контролите се врзани со возраста. До 7-та година се обавезни 2 прегледи на очно, систематски прегледи обавезни во 6-та година, во 5-та или 6-та пред почнувањето на прво оделение. Во текот на периодот обавезно се околу 18-та година прегледи и над 40-та година практично треба на секоја година проверка на оч, бидејќи почнуваат презбиопија кај луѓето, се менува диоптријата за блиско, се појавуваат глуком, притисоци, диабет останува кај многу луѓе веќе се почесто присутен, што последиците ги дава ночите, така да повеќе болести сега дават последици ночите и прегледите на офталмолог треба да бидат што почести. Акциите за мерење на очен притисок се од голема корист за граѓаните. Добро ли е вакви да имат прегледи за очен притисок? Петка, добро е. Со овие добри акции, не само со очните прегледи, владата на Република Македонија многу акции вакви спроведува секаде во секои градови, па и добро е за нас граѓаните да има почесто вакви акции. Било за очен притисок, било за кривен притисок, било за што, значи се тие овие се многу добри акции за нас граѓаните. Над 2% од граѓаните имаат глауком и се соочуваат со тешките последици од оваа болест. За таа цел Здравствениот дом во Штип организираше бесплатни прегледи за мерење на очен притисок за граѓаните на Штип на последниот ден од одбележувањето на светската недела на глауком, чие мото оваа година е да го победиме невидливиот глауком. Во Колумбија се регистрирани над 51.000 заразени од вирусот Зика, меѓу кои 9.511 се бремени жени. Што значи дека само за една недела има околу 3.700 нови случаи, покажуваат официјалните податоци на здравствените власти во оваа втора по Бразил најзасегната латиноамериканска земја со епидемијата, пренесуваат француските медиуми. Вирусот Зика се пренесува преку убот тигрест комарец и предизвикува лесни симптоми на грип, но исто така се смета дека нанесува оштетување врз мозокот на бебињата. Врз рабетниот мозок го предизвикува заболувањето познато како синдром Гилен-Баре, тешки невролошки проблеми го оштетува нервниот систем, предупредуваат научниците. Над 3.000 лица вчера протестираа против политиката на германската канцеларка Ангела Меркел во Берлин, пренесе серија новости, митинг и демонстрации беа организирани од десничарската партија Алтернатива за Германија и Европското антиисламско движење Пегида. 1300 полицајци го обезбедувале редот за време на протестните действија. Представници на левичарските партии, кои ги обвинуваат учесниците во протестите во фашистичката идеологија, се обидоа да провоцираат судири за време на демонстрантите, но полицијата не успеала да ги запре напаѓачите. Ракети долги 1,5 метри се најдени во авион кој долетал во Белград од Бејрут. На аеродромот Никола Тесла се најдени 2 ракети со експлозивно полнење кои се транспортирани од Бејрут преку Белград и Лондон за Портланд во Америка. Ракетите се наоѓале во сандаци, имале пропратна документација и согласно редовната процедура се истоварани од авионот, но полициските кучиња го надушкале експлозивот.
Брегалница и Турново одиграа важен дуел за излегување од плей-аут зоната, но среќата и умешноста беше на страната на Штипјани, кои реализираа победа со 2:0, воедно и казнувајќи ги промашувањата на Турново. Наумов во последните моменти од првиот дел донесе водство кое го дуплираше Велинов во 63-та минута. Оваа победа за Брегалница значи пробивање во плей-оф зоната, истиснувајќи ги Ренова и Турново во групата за испаѓање. Вчера се одиграа надпреварите од 12-то коло во првата државна лига во одбојка, освен надпреварот меѓу лидерот на табелата Струмица и Шутова, кој е закажан за 16 март. Штипската екипа Мавис ја победи екипата на Сушево со резултат 3:2, додека пак одбојкарите на Пробиштип Весна Акумулатори на гости ја победија екипата на Лирија со резултат од 3:0 и во моментот се наоѓаат на третото место на табелата. Во женската конкуренција пак одбојкарките на УГД беа поразени на домашен терен од Работнички. Шкендија загуби од Македонија Макс и Бами Кор со 3:1 ја победија екипата на Јанта Волеј. Во моментот Работнички се на првата позиција на табелата со 23 бода. Женската ракометна репрезентација на Македонија претрпе минимален пораз од Словенија во квалификациите за Европското првенство, кое кон крајот на годинава ќе се одржи во Шведска. Избраничките на селекторот Симе Симевски, ако беа поразени од Словенија со 21:22, сепак на мечот кој се одигра синоќа во спортскиот рекреативен центар Кале во Скопје, за разлика од првиот во Марибор, покажаа дека оваа селекција има потенцијал. Во текот на целиот меч тие беа рамноправен, а на моменти и подобар противник од словенките, но немањето искуство на вакви надпревари си го стори своето, па можноста во последниот напад да стигнат барем до изравнување беше пропуштена. Во редовите на црвено-жолтите се истакна Матеја Серафимовска, која имаше 11 успешни одбрани, додека најефикасна беше Симона Стојановска со 5 гола, еден повеќе од Сара Ристовска и Јована Саздовска. Кај Словенија најефикасна беше Тамара Мавсар со 7 гола. Во вториот меч од квалификациската група 4, одигран во Бар, Црна ја победи Хрватска со 31:29. Македонските ракометарки квалификацискиот циклус ќе го заокружат во јуни со дуелите против Црнагора во Скопје на 2 јуни и 2-3 дена подоцна на гости во Хрватска 4 или 5 јуни. На првите две позиции на табелата со по 6 бодови се Црнагора и Хрватска, додека Словенија сега има 4, а Македонија нема освоено бод. По предвидените содржини за овој издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.